Dobro večer, dragi prijatelji. Večer odlučim da napravim moja analiza. За ono što se čuvaše u Vašingtonu, potrčno dva посетата на Владимир Зеленски, председател или бе председател на Украина, бидейки неговият мандат помина минатата година. Значи, да подборуваме очи диктатот и што направи. Во нас во Виловце, Зеленски одлично одигра за Путин. Потврдно одлично одигра улогата која му беше дадена од Владимир Владимирович Путин, председателот на Руската федерација. Зошто бе ова одлично? Пред тоа има, час и половина разговор Доналд Трамп, председателот на САД и председателот на Руската федерација Владимир Владимирович Путин. Па имаше и седба во Саудитска Арабија, меѓу руската и американската делегација. Тоа не беше Украина, во разговорите мал дел беше повторно воспоставување на дипломатските односи меѓу САД и Русија. За да на Владимир Путин или поточно на Русија се даде време да ги зацрта своите планови, поточно враќање на историските руски територии кои са во моментот под Украина. Тоа е Донбас кој веќе влезен во уставот на Руската федерација, иако не е целосно слободен, тоа са Лугански, Донецк, потоа Херсонската област и Запорје, нормално и Крим кој веќе 2014 беше присвоен. Сега се работи да се дозавршат, тоа е Харков, Николаев, Одеса. Иако наводно околу 10 ќе имало некои преговори, нема никакви преговори да има. Значи на западот ќе остане Киевската област, но дали како ќе биде, ќе видиме. Зеленски ја имаше задачата, он е одличен глумец, интересна работа и Трамп некој се обидел да глуми, како глумел во една представа. Значи, тоа беше седба на 20 глумци, одлично да игра представата. Кој аналитичар. Вела одлично. Секој својата улога. И фактички договор меѓу Трамп и Путин беше во случај што го гледаме. Значи, украинците и натаму за жал ги гинат, но полека се свестуваат и Карсон и другите, не е чудо самите украинци да го ликвидираат Зеленски и побуна меѓу војската, таа побуна ја прави Залужин, не Александар Севски. И американци поставили услов да смалат и границата на мобилизација на 18 години со деца, исто како Хитлер што прават со деца. Значи, интересен период на глобалната сцена. Трамп вели Америка пред се, исто како Хитлер кој велеше дека Германија пред на прво место, или Америка, обрата, може да сум кажал, изјавите, Трамп мора да врати економијата, они се во еден голем колапс економски, доаѓа до делоризација, од чија причина ја смирува топката со Русија, или поточно со Владимир Путин, за да можат Русија и Кина да се одвојат и да се ублажи породот на САД, а САД да се вклопи во таа игра. Но тука се упрашање големи средства. САД за да биде самостојален треба му најмалку 500 милиона луѓе да има, само жители, а ги нема. Затоа он иде на Канада да ја присвои, заедно со Мексико да влезат за да може да бидат независни. Значи,
Во светот во моментот би кажав и во мојата видеоанализа, минатиот пат, има 3 главни играча. Значи се прави мултиполарен свет. Трамп се обидува да ги стаса Владимир Путин и Си Џинпинг, значи Саветот на Кина. Тоа била првата тројка, а втората ќе видиме кој ќе биде, но најверојатно не е така сигурна. Бразил може да Јужна Африканска република не знам да не толку. Грција се обидува да биде глобален играч, она затоа влезе сега во Сараево. Тоа е семесинка. Србите треба доста добра внимание, бидејќи она веќе распродадена и се распродава уште. Македонија уште еднаш ќе повторам добро се направи што гласаше за резолуцијата на САД, а беше одржана за резолуцијата на Европската унија. Зашто? Целта на Трамп и на Путин е растурење на Европската унија, потврдно растурење на проектот на Хитлер или на Вајхен, кој му беше докторска дисертација Обединета Европа, начелно со светскиот свет сака Германија да стави под нозе. Не е случајно да дојде до распад не само на Европската унија, и на Германија, каде Баварија и Источна Германија исто бара да се отцепат. Германија може да биде расцепена на 3 дела. Треба да знаете на работа, а нешто познавате историјата, секаде кај што има префикс сојузна, федерална, било каква, посебно сојузна држава, предстои опасност од распад и особено ако имате туја територија. Тоа се случи и со СССР, и со ФР, тоа ќе се случи и со Сојузна република Германија, Шпанија, Каталонија и Баскија сака да се одат, Франција исто така. Значи, дојде глобални промени на европската, поточно светската политичка сцена. Кина ќе се присвита Тајван, не е исклучено да дојде до воен конфликт со САД, но тука ќе биде вклучена и Северна Кореја и ќе биде џокерска, ако не да може да е до нуклеарна војна. Тоа што може да пушти. Инаку, бе кажав, јас сум по кација новинар, не померав на Југословенски институт за новинарство, опција сме група аналитичари, но од 80-та, кога почнав да студирам таму со истора, почнав да истражувам строгите и парапсихологијата, кои ми помагаат само во моите анализи, и кој што сум рекол кога сум астролог, без разлика што ми книга напишана од астролошки буквар, и ки немам диплома, нели? Но секојаш и на мојот профил пишува новина. Но овме, замисли, ја погледнав малку картата на писател на свет, господин Доналд Трамп, и видов дека ова не беше случајно, бидејќи во моментот Марс му транзитира во него 11 куќа и за време на средбата со Зеленски, он беше во, сам да дали во конјункција, извинам. Добро, не, конјункција, он беше помина Сатурн, во конјункција поќе со Венера. Али не е голема таа конјункција, инаку Венера од денеска е ретроградна. Така да треба да бъде голямо внимание на политичката активност и општа на безбедноста, особено од половината на март, кога и Марс ќе влезе во неговата 12 куќа, куќа на подсвест на таинствени пријатели. Има таму до јуни може опасност од било по неговата безбедност, мислам. Инаку Меркур во моментот почна да се транзитира низ негова осма куќа. Таму ќе биде до средината на април, може би крајот. Значи треба да обрне големо внимание
odnosno su работници колегите. И не случайно вака помина средбата, тоа допринесе и влегувањето на Меркел во неговата осма куќа на блокади и пречки, значи во погрешно време се биде, али веројатно тоа било по барање на Володимир Зеленски веде председател на Украина, кој наскоро ќе биде тренат, дали физички, дали вака, но он треба да одигра улогата до крај. Значи до септември на Русија се дава оваа година. Пора ќе морат силно, со јака офанзива ќе почнат, за прво да ги ослободат целосно Донбас, поточно Луганск и Донец, а таму се минералите кои требаше. Там беше свесен и затоа му посвета курсот со минерали кои се влезени во уставот на Русија. И кога спомнав пред малку за распаѓање држави кои се сојузници така натаму, тоа да го избегне Путин, он 2000 година го смени уставот, сите мисли дека менја поради двата мандата нови што може да ги добие. Не, он го смени бидејќи уставот на Русија пишуваше исто по уставот на порашна Југославија, кога секоја република има право на отцепување, тоа право го изгубија, значи да се зачува во целост Руската федерација. Интересен периодот дојде до огромни глобални промени, за разлика од нашиот, дали не знам кој посоветувано добро одигра во Обединените нации кои се гласаа двете резолуции. Србија тука направи голем уткап, она беше резервирана кон резолуцијата на САД, а гласаше за резолуцијата на Европската унија која е пред распад. И војно и економски. Драги пратили, оние кои ме желба да ги следат моите видео лези, треба на YouTube да притиснат на копчето subscribe или претплати бесплатно е. И ако се допаѓа на листа, да стават лайк, а исто така може да ме следат и на Instagram, како и на TikTok. А оние што се позаинтересирани за себе, мислам, треба да побарат на мојот мојата страница, значи латинично, horoskop sledam.mk, има ги сите податоци, или на мојот профил, за ако сакат нормално детални хороскопи за нив. Драги пратели, посакувам убава ноќ, убав утрешен празник прочка, да си простите ако ништо не ви греши. Посакувам се наголо, последователот и ме кадење напред.